А сега отвораме во посланието до Евреите, 11 глава, каде што продолжуваме со жена му на Авраам, која што се викаше како? Знаете што значи тоа име? Што значи Сара на еврејски? Името Сара, што значи? Не знаете. Добро, друг пат. Евреите, 11 глава, 11 стих. Преку вера и самата Сара, иако беше неплодна, доби сила да зачне и покрај возраста нејзина, роди, зашто го сметаше за верен оној кој беше ветил. И 12 стих. И така од еден, и тоа остарен, се родија толку многу, колку што се звездите на небото и колку што е безбројниот песок на морскиот брег. Уште едно подсетување. Што поверувал Авраам на Бога и тоа му се засметал за праведност? Кое е ветување? Го поверувал, за да му се засмета за праведност. Се сеќаваме? Како што е бројот на звездите небесни, колку што е песокот на морскиот брег, така ќе биде и во на ревидираниот превод динамично преведуваат, така ќе биде и потомството твое. Константинов како преведува? Се сеќавате? Поколение? Нека, што е споредено со звездите небесни? Како што се звездите небесни на број, колку што се. Така ќе биде и значи, Константинов исто вели потомството. Зборот потомство е употребен. Го знаеш, Горице, библискиот превод на памет, го знаеш. Во Битие 15 глава, што беше речено? Како што се звездите, така ќе биде и што во Константинов. Благодарам. Значи и ревидираниот превод вели потомство. Меѓутоа, во еврејскиот јазик мора да употребите конкретна именка за да искажете апстрактен поим. Значи не може да кажете потомство, освен ако не го употребите зборот семе. Буквално. Така ќе биде и семето твое. И сега, апостол Павле, како толкуваше во Галатјаните, дека тоа семе, што е споменато таму, е кој? Исус. Во Галатјаните, Андреј, во Галатјаните. Не вели семиња во множина, туку семето твое, кое што е едно и кое што е Христос, вели. И што рековме уште првиот пат, зборувајќи за Авраам, веќе на почетокот на месецот беше тоа, пред 3 недели, цел месец е посветен за Авраам. До сега.
дека кои се Аврамови потомци, се сеќаваме? Кои се Аврамови потомци? Да. Оние што веруваат, било обрезани, било необрезани, само тие што веруваат. Тие што не веруваат, значи најчисто крвен евреин, ако не верува во Христа, тој не е Аврамов потомок, според писмото. Според тоа, сите што се Христови, се чеда Авраамови. И оној, навистина, златен стих во Галатјаните 3:29, ако сте Христови, тогаш сте семе или чеда Авраамови и според ветувањето што? Наследници. Како станувате наследници на кој имот? На новата земја и на вечниот град, и на вечниот живот, и на вечната младост. Како станувате наследници? Постои само еден пат, постои само еден начин. Најбогатите луѓе на овој свет го отфрлаат тој начин и со глава во зид, буквално, се обидуваат да постигнат бесмртност, да ги решат сите проблеми на човештвото, сите болести, старење, генетика. И тие, замислите, тие веруваат во тоа. Тие се надеваат во тоа. Дори председателот Трамп најави, како своевремено Кенеди, за месечината, а тоа голем знак прашање, како се заврши. Сега најави, јас реков Горице, едно време викав, како магаре. И потоа ме научија да кјутам. Добро, ќе кјутам. Има технологија сега, па не мора да се вика. Дали ти требаат слушалки? Сега веќе не може, да. Ако сакаш слушалки, за друг пат. Однапред спреми се. Каде застанав се? Да, благодарам. Најави одење на Марс. Сега кога се доведе под голем знак прашање дали воопшто биле на месечината, сега најавиле одење на Марс. Затоа малку ја почнав Илон Маск да го нарекувам Илон Марс. Се разбира, тоа воопшто и не е битно, дали таму ќе отидат. Постои само еден начин да се отиде многу подалеку од Марс, да се отиде во Новиот Ерусалим, да се отиде таму каде што е сега Енох и да шета по разни други звездени системи во посета и многу други свети од сите времиња, а тоа е Христос. Постои само еден пат, постои само една врата, постои само еден начин, а тоа е Христос. И никој, рече Христос, никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене.
Гледате, сега папата е болен, некои велат дека е веќе мртов, ама кјутат. Како што на времето збореше еден мој комшија дека Тито наводно умрел во јануари, ама до мај кјутеле до мај. Дали толку многу да се кјути, не знам. Папава дали е жив или мртов, исто така не знам. Но Господ им ги расипа сметките. Каков заеднички Великден. Какво соединување, каков екуменизам. Им ги расипа сметките. Колку е голем Господ. А колку сме ние, никакви. Во око да трепнеш, може да ти откажат бубрези, преку ноки да се разболеш, да пропаднеш за една недела, дури и да те снема од овој свет. И тоа на било која возраст. На било која возраст. Јас, ако забележавте, долго време не споменувам веќе информации, особено поврзани за смртни случаеви, меѓутоа, еве да кажем, бидејќи сега веќе многу се зборува за тоа на интернет, само од ноември до сега, толку се многу зголемени на број случаеви, особено на млади луѓе, веќе починати од контроверзниве вакцини, што немаше време ниту да се споменува, да се зборува за сите тие случаеви. Толку многу се шири сега сето тоа. И токму во вакви многу потешки времења во кои што гинат и тинејџери гинат, како пилци, што велевме порано. Токму во овие времења станува се поважна и подрагоцена таа единствена вистина. Постои само еден пат, вистина и живот, а тоа е Христос. Само Христос е се, а без Него сме ништо. Да се вратим сега на Аврам и Сара. Иако се споменати како пример на вера, иако, како што денес се фокусираме конкретно на нивниот пород, ветувањето за наследник, потомство, семе, сето тоа. Сепак, дали тука Аврам па и Сара биле покажале пример на совршена вера, како што знаеме од првата книга Мојсеева? Не. Аврам, споменав минатиот пат, прво се понадевал да е жив и здрав Елиезер, началникот, менеджерот на целиот мој имот, првиот мој министер, слуга. Не, Господ му вели, не, твое семе ќе биде. Твое семе. Значи, не посвоен син, туку роден син. Роден, твој роден син. Добро. И после кој проблем се појавил? И тоа на чиј предлог? Сега. Видите, зашто кога Библијата ги споменува овие настани, ги споменува со голема причина. Дали сме ние самите пример на совршена вера? Дали во примерот на еден Аврам, му било ветено
ветена земја, сето тоа што досега го кажавме. Меѓутоа се случила глад. И од немајкаде отишол во Египет. Таму се исплашил дека ќе го убијат, затоа што жена му била убава. Гледате, да имаш убава жена е опасно по живот. И што рекол? Сестра ми е. Зошто рекол дека е сестра? Дека му е сестра? Се плашил за живот. Ај што ќе ја соберат во харем, ќе ја соберат и вака и онака, меѓутоа подобро да речам дека ми е сестра, барем јас ќе ја куртулам кожичката. Да, прочитавме и син му мислел да замине во Египет. Дори си имали добар изговор, па стварно ми е сестра, ама полусестра, добро. Колку често ние запаѓаме во таква ситуација. И па стварно, па не е баш лага, па точно е. Меѓутоа, ја промашуваме суштината. Која е суштината во сите тие мали или големи искушенија? Суштината е, ја промашуваме верата. Како треба да се постапи според верата? Бидејќи се што не е според верата, вели апостол Павле, е во Римјаните, се сеќавате тој стих, се што не е според верата, греф е. Тој дава една друга дефиниција за греф. Се што не е според верата, греф е. И сега на предлог на самата жена негова, па легни со слугинката, со робинката поточно, и ете, тоа што ќе го роди тоа се поклопува во Божите зборови, дека ќе биде твој син, дека ќе биде твое семе, дека ќе биде биолошки, твое месо, крв, твоја крв и така натаму. И стварно тоа навидум се вклопува. Значи Елиезер не се вклопуваше, но навидум ова се вклопува во Божието ветување за семе. Твое семе. Што не е во ред со овој Сарин предлог? И дали и пошто можел да знае Авраам однапред дека ваквиот Сарин предлог не е според Божијата волја? Прашање. Дали можел да знае дека не е според Божијата волја, дека не се вклопува во Божијето ветување, значи во Божијето слово, овој начин да се добие наследник и потомок? Или навидом се било во ред, затоа што и робинката, која што законски била негова собственост, и робинката, било која робинка да му роди дете, тоа ќе било негово семе. Точно или неточно? Пошто, како, што рекол Бог? Ама тоа отпосле му го рекол. Глеј сега, дали пред да го рече тоа, пред да ја прецизира Сара како мајка на ветеното семе, дали Авраам можел да знае дека нејзиниот предлог со робинката не е според Божијата волја? По што можел да знае? Точно, значи, ако целта можела да се постигне чисто човечки, биолошки, тогаш каде е верата? Во што се состои верата? Дали требало вера за такво нешто?
Не, за робинката прашувам. Дали за султанот Сулейман да направи деца од еден куп робинки во неговиот харем, како и нилскиот конј во својот воден харем, дали е за тоа нешто потребна вера? Не. А султан турски, а нилски конј во барата, во однос на верата е исто. Не ти треба вера. Ти требаат биолошки нагони, не ти требаат вера. Сега. Барам еден друг одговор. Пошто Авраам можел да знае дека Сариниот предлог не е според Божијата волја. Освен ова што до сега го кажавме. Благодарам. Значи, сето она што луѓето го додале, го измислиле, робови, робинки, тоа се човечки повелби, човечки установи, обштествени, класни, како сакате. Но, што би рекол Христос? Зашто денес муслимани или евреи, било кој, и многу христијани, ама Соломон, ама Давид, ама Мојсей така дозволи, дури Мојсей така напишал за царевите ваши, и тие ќе имаат хареми, и тие сакаат да бидат нилски конј. Сте гледале случајно емисија Нилски коњи? Како се однесуваат? Таму и крокодилот се плаши за својата кожичка случајно да не ја сгреши да влезе таму во нивно друштво, кај што не му е место. Христос што им одговора на сите нив? Не само муслимани и евреи, дури и христијански цареви, кои што сметале дека имаат право и на робови, и на робинки, и на харем. Христојот одговор гласи: на почетокот не беше така. Господ ги создаде еден маж, една жена. Значи, не сакате така? Не сакате така? Сихтер под турско робство. Сихтер под турско робство. И затоа пропадна христијанските средновековни држави. Како што ни и напиша Крсте Петков Мисирков. Зошто се случи турското робство? Знаете, се сеќавате, ја ви ја цитирав неговата изјава од книгата за македонските работи. Тој самиот таму напишал 1903 година зошто Господ дозволи турско робство за нашите предци. Се сеќавате кој беше неговиот одговор? Затоа што не ја одржавме верата чиста. И се уште го пишува тоа таму. Мислам, во Софија беше издадена, ali не знам кај ја пишува. Можда е, не знам, не се сеќавам. Дали во Русија? Да, има и студирано во Петроград. На времето сите, мнозина македонци таму, нели, и Миладинови, сите оделе во Санкт Петербург. Пред се на теолошки студии, а и било што друго после.
Но на почетокот не беше така. Нема робинка. Ама Сара е неплодна. Ама и јас сум стар. Токму така. Господ те сака во таа позиција. Да научиме една битна лекција од сето ова. Бидејќи ветев, дека кога ќе ја проучуваме Евреите 11 глава, сакам од сите овие примери да извлекуваме лекции за верата. Не само да прераскажуваме одново изџвакани работи, што било како било. Запаметете, ако се наоѓате во тешка положба, ако се наоѓате во голем проблем, ако ве снашло големо, тешко искушение, ако се наоѓате во тесно, какви све други изрази се користат за опис на таква ситуација. Прво што треба да научите, прво што треба да разберете, прво што треба да ви текне, е дека се наоѓате во тешка позиција во која што Господ сакал да се најдете. Ве снашло искушение кое што Господ сакал да го доживеете, кое што Господ сакал да ве снајде. Тоа, малку ако поразмислите, ќе забележите, тоа е причината зашто постои така наречениот Марфиев закон. Но како е тоа изразено со христијански јазик? Зошто Господ дозволува искушенија и кои искушенија ги дозволува? Дали дозволува секакво искушение да дојде врз вас? Само тоа што може да го поднесете. И за тоа што може да го поднесете, вас дори може да ви изгледа дека не може да го поднесете. Вас може да ви изгледа дека е претешко, дека е преголема силата на непријателот, силата на болеста, самата смрт. Но ако Господ дозволил да дојде искушение, тоа значи дека со искушението обезбедил што? Благодат, односно сила, да може да издржите, да може да поднесете, да може да победите. Значи, ако се најдеме во тешка позиција, во тешка ситуација, тежок проблем, тешко или големо искушение, што е првото што треба да помислиме? Да, Господ сакал да се најдеме таму. Господ сакал тоа да го доживееме, да се најдеме пред тој испит. Второ прашање, следно прашање. Зошто Господ сака да се најдеме пред тој испит? А зошто? Дали Господ, кога често пати велиме Господ за да не искуша, да не испита, зошто за да дознае какви сме? За да разбере? Тоа го кажав минатиот пат. Зошто Господ не му поставил никаков услов на Авраама? Све му ветил, а без никаков услов. Затоа што Авраам веќе бил послушен. Значи, самиот факт што Господ им поставува на израелците услови, им вели ако, им дава закони, што покажува?
дека тој веќе знае дека нешто нам ни фали. Тој веќе знае дека нам нешто ни фали. И кој е единствениот начин тоа што ни фали? Може ќе се зачудите. Зошто е тоа? Дали е единствениот начин да го изградиме нашиот карактер, да ги победиме сите наши слабости, да поминуваме низ искушенија, низ испити, низ проби? Дали е тоа единствениот начин? Имаме и да и не. Значи се враќаме на истото. Зошто на многу места во Библијата Господ вака се изразува? Еве и на самиот Аврам, кој ќе проучуваме подоцна за жртвата на Исак. Сега гледам дека си ми верен, дека си ми... Што Господ не знае пред тоа? Па треба да дозволи да те испита за да он разбере каков си? За да он види каков си? Не. Не, он го знае. Он ги чита срцата однапред. На зашто така се изразува? Да, Јов е најдобар пример. Господ однапред знае како ќе реагира Јов на искушенијата. Толку страшни, толку големи и страшни искушенија, кои што дозволил него да го снајдат. Но, сепак Господ се изразува така, за да се сети која снаа. Ти велам, Керко, сети се снао. Кој треба да се сети, кога Господ вели, те испитав, за да видам дали ќе одиш по моите патишта, дали ќе ги исполнуваш моите уредби, или сега знам дека си ми верен, послушен. Деме Господ треба те испита за да он разбере. Не. Тој не го прави тоа за он да разбере. Туку кој треба да се сети? Ние. Ако не поминуваме низ искушенија и проби, дали знаете, дали сте доживеале такво искушение без кое што немаше ни да знаете дека имате таква слабост? Немаш ни да знаеш дека имаш проблем ако не го доживееш самото искушение, дека ја имаш таа слабост. Треба да го доживееш за да воопшто разбереш дека тоа ти е слабост, дека имаш таква мана во карактерот. Треба да го доживееш за да го разбереш дека ти е мана, дека ти е слабост. Значи, Авраам и Сара, иако немале совршена вера, сепак се дадени како пример на вера. И тоа нас треба да не охрабри. Во што да не охрабри? Да не се разочараме. Да не се обезхрабриме. Толку пати сме паднале до сега, толку пати сме промашиле, сме пропуштиле многу шанси, можности, прилики. После толку промашувања, дали да се разочараме и да дигнеме раце? Некои тоа го прават. Не. Господ не повикува да издржиме до крај. Да бидеме верни до крај. Еве гледате, за разлика од еден Енох, кај Авраам и Сара познаваме многу ситуации на нивни слабости, промашувања и не баш совршена вера.
Но тие сепак и тие се наведени како пример на вера. Дори кога се родил Исак, или по-еврејски Јицак, што значи тоа име? Се сеќавате? Што значи името Јицак на еврејски? Се смее. Зошто Господ му го дал тоа име? Зато што Господ има еден многу софистициран смисол за хумор. Сара требало цел живот, имајќи го пред себе синот Исак, неговото име, додека е жива, да ја подсетува на што? Како, кога Господ рече до година ова време Сара ќе има син, таа реагирала со смеја. После па дори рекла, не се смеев. Со подсмеев. Што било смешно во Божиото ветување, дека до година ова време Сара ќе има син? Што било смешно, прашувам? Нешто било, било смешно, се насмејала. Тоа е смешно, тоа. Роди бабо дете. Сега и во тоа време живееме. И такви чуда сега постојат. Многу интересно. И сепак Божието ветување се исполнило. И сепак се исполнило со вера. И за самата Сара вели дека зачнала со вера. Зошто со вера? Поинаку не можело. Природно, на таа старост, природно и не можело. Никако поинаку не можело. Само со вера. Ама се родил Исмаил. Многу години постар од Исак. И што представувал Исмаил? Проблем. Кога сакаме со своја сила и со своја мудрост да решаваме проблеми, правиме проблем. Си правиме проблем. И тој проблем трае до ден денес во историјата на Аврамовите потомци. Господ од нас бара само едно. Вера. Знаете, има еден момент, може да ќе го проучиме тоа следната сабота, како даде Господ. Има еден момент, а ќе ве подсетам малку и на Андреј Орошану. Се сеќавате зашто Андреј ви рече, кога излего израелците од Египет, зашто Господ ги однесе баш на едно место, кај што немаше вода. Или кај што беше гочлива, расипана. Баш таму ги однесе. Подсетете се малку на тоа, преку неговата проповед, од Египет до Ханан, како се викаат тие, како ги наслови. Има едно место кај што Господ вели, како сам за себе во себе да се размислува, нема да ги однесам израелците оваму, зашто ако ги однесам оваму, знаеш како е изразено, може би, пак како се прави како он да не знае. Може би израелците ќе се пишманат што излегле воопшто од Египет и ќе сакаат да се вратат назад. Се сеќавате на таков стих? Се сеќавате на таков стих? Ај повеќе за тоа следниот пат
може би навечер ќе видиме. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.